Се враќаме назад во студиото, повторно имаме една, ќе речам, семејна атмосфера. А во нашето студио се Петар, Ирена и Игор Богатинови. Добар ден, Богатиновски. Добар ден за сите вас. Добар ден. Малиот Петар со своите родители, нели, за поддршка, за да не се збуниме, да не погрешиме нешто јас и ти. За секој случај се тука мама и тато. Најавен во текот на програмата Петар како вице шампион во картинг во средноевропска зона, инаку шампион и на Србија и на Македонија. И на Србија и на Македонија. Значи секаде во регионов сме доминантни, така? Па да. Имаш 8 години. Не, јас Сега имам 9. беше 9 години имаш. Колку време возиш картинг? Ја возам Од својата? од 4,5 години. 4,5 години. Да. А знаеше тогаш да возиш точак? Не знам. Добро, да прашам дали беше точак или прво беше или веднаш беше картингот? Не, Прво точак па картинг. Ајде да видиме сега прво малку со мама и со тато како воопшто, мислам јас знам, ама гледачите не знаат, како се роди љубовта кај Петар за картингот. Па љубовта се роди, он како мал го обожаваше филмот Lightning McQueen. И со него заспиваше, со него се будеше, така. Значи, во нашето семејство мотоспортот е, значи, секојдневие. Да кажеме и Игор, познат како комбе, тркач, кој што не одамна ќе речам, се откажа, но 2015-та јас ја завршив мојата кариера, да. Он покажуваше интерес за автомотоспортот. Поимаше 4,5 години, прв пат проба да вози картинг. Му се допадна, јас уште бев активен со спортот. И во 2015-та јас кога веќе престанав да се бавам со автомобилизмот, му се посветив на него. И така ја започна он со 6,5 години, он уствари ја започна неговата возачка кариера. Стана 4,5 трениравме, пробувавме тука, али првата трка во Белград, во Адахуер, настап имаше со 6,5 години. тогаш беше во најмал таму можеби или Да. имаше така? Најмал. Доби пехар за најмлад учесник и го освои на првата трка, го освои второто место. Ирена, вака кога имаш двајца дома со или овој тип на адреналин во себе, како воопшто се справуваш? Ете, прво сопругот, кој што претпоставувам, исто. Во улога на публика си го следела на трките и сега имаш копи-пейст. Copy-paste. Не бев многу импресионирана што Питар го одбра овој спорт, ради безбедноста најмногу. Но кога ќе го видите талентот во него, дека сака адреналин, дека сака брзо возење, полека, нели тој нормално на секоја трка има присутен стравот, кој е помешан со емоции. Но полека тоа го имам на почетокот на секоја на стартот на трката, а после тоа веќе навиваме и го будриме за да усвои Од тоа прво што место. јас можев да го видам, а се надевам и гледачите ќе го видат низ инсерти од тоа што е направено како мало филмче за Петар. Скоро па на се што видов, многу брзо доаѓаш на првата позиција и до крај возиш прв. Тука ретко кој, барем од тоа што видов, успеал да те стигне. Во тебе е клучот или во добро возило? Во мене. Нескромно. Која правеше ова картинкова? Која изработи? Тата. Татко ти? Од почеток до крај? Така, сите делови што ги гледаме овде, се негово дело? Да. А дали сакаш да го гледаш до ден денес татко ти како вози? Да. Да? И каде се гледаш себе си? Си подобар од него или имаш уште... Или ти треба уште за да го стигнеш? Па јас мислам дека имам Имаш уште време, а? Колку картингот ти одзема сега, да речам, време? Колку стигнуваш се и на училиште, и во спортот? Па јас кога треба да одам на надпревар, некогаш одам во четврток, а некогаш во петок. И малце губиш од училиште, така? Па да. И после лесно надополнуваш? Па
Да. Каде тренираш во Скопје? На арт картинг центар. Каде е тој? Каде се наоѓа? На Борис Трајковски? Да. Тој е еден, за жал, ако не се лажам. Или? Во Македонија само. И сега како изгледа кога вежбаш на една те иста стаза цело време? Досадно. Знам дека ти е досадно, затоа те прашам. Тоа што можев да видам, Србија е местото каде што вие сте, би рекла, почесто. Вака, значи ние започнавме да вози он српски шампионат во 2017 година. Зошто кажем? Затоа што кај нас немаше уште ништо. Значи до оваа година во Македонија картингот 10 години веќе беше угасен, да кажем, немаше ништо и ние се одлучивме од околниве земји. Размислувавме дали Бугарија, Србија. Србија ми беше некако поблису затоа што и јас таму имам возено и познавам луѓе, имам контакти и влеговме во српскиот шампионат. Он настапуваше за Црвена звезда Београд, за тој клуб. 2017 ја освои шампионската титула таму, освои уствари два шампионата возеше. И оваа година одлучивме да настапиме во Централно-европската зона. И сега на тие клипчиња вие што ги спомнувате стално е прв, значи он е прв во Србија, но не беше така во Централно-европската зона, значи бевме и трети, и четврти, и пети. Добро, пак е врвот. Али успеа да во Централно-европска зона, во генералниот пласман заврши на второ место, вице шампионе. Тоа не е малку. Најверојатно во јануар ќе биде прогласувањето, доделувањето на наградите во Виена, мислам дека ќе биде. И оваа година треба има новитет оваа година, значи започна македонски шампионат. Тоа е добро и многу позитивно за нашата држава, каде што успеа и во Македонија да стане шампион оваа година. А колкава е конкуренцијата во Македонија? Колку деца се? Има многу? Кај нас беа 3 или 2 деца, во големата класа беа повеќе. Ти се одиш кон големата класа, така што? До година. Конкуренцијата ќе ти биде и поголема. Како се подготвуваш пред трка? Па, Имаш некои посебни навики или? некогаш кога не знам некои свилци како да ги поминам, ќе се консултирам со тата. Така се консултираш со татко ти? Да. А пред да одиш на надпревар, имаш некои посебни навики? Што да јадеш, колку да отспиеш? Па малце јадам и рано легнувам. Рано легнуваш? Да. Има врска колку е тежок Петар за возилово, претпоставувам? Има врска затоа што таму после секој надпревар ги мерат децата со целата опрема и со картингот. И во неговата класа треба да биде 95 килограми целиот склоп. Во поголемата е 110, али он во оваа малава класа каде што е до 9 години, он веќе наполни 9, он има и 5 килограми повише од што треба, значи додека минатата година стававме тегови и се мачевме со килажата, сега више немаме такви проблеми. Сакам сега да станеш да ми покажеш, еве и колегите ќе го снимат одблиску, да ни покажеш што е што на автомобилот, а за тоа време уште малку татко ти сакам да го прашам нешто. Немате проблем, оди до картингот. Спонзори се секогаш мака, претпоставувам дека поголемиот дел. Главниот проблем. Можеш и да седнеш, па да те видиме како изгледаш. Ајде. Повели Игор. За оваа година имавме поддршка од Тинекс и Матео Дизајн. Не ни беше покриена целата сезона, значи комплетно, пошто бидејќи учествувавме во 3 шампионата практично. Тешко е многу. Значи меѓутоа агенцијата за млади и спорт не можеше да застане позади нас затоа што Петар настапуваше со српска лиценца практично како србин. И од тие причини правно не можеше да ни се помогне оваа година затоа што нема правен основ. Значи сега бидејќи он е веќе шампион на Македонија, наредната сезона ќе настапува како македонец, а за да настапува како македонец мора да има во матичната држава шампионат, тоа веќе го има. И сега се надеваме дека и агенција за млади и спорт ќе ни помогне и дека спонзорите има нов закон, не е тој нов, некои 2 години мислам, не знам. За големите фирми има 35% од данокот на добивка, може да го инвестираат во спортот. Каде што се надеваме дека стварно за следната сезона ќе се подготвиме подобро, сакаме на европски шампионат да настапиме.
Затоа потоа. Ако. Елена Да. ги познаваш сите делови, сите шампионати, се имаш во рака, предпоставувам, бидејќи Па добро, Србија Србија. муабет дома многу често, така? Да, Србија веќе ја знаеме цела. Така. А е сега на Италија се возеш, они беа сами, така не можеме сега си да постигнеме. И Кирката и јас да идеме заедно со нив, пошто си иде од среда. Да, тоа што можев да го видам, басте интересен патувачки Да. караван, нели, со картингот, вие во автомобил, некој во Да. комбе и си патувате кога можете. Патуваме, да. Те слушам, што е што? Ова е кучица, ова е гаста, ова е мотор, и ова се гумите. И јас те зафркавав дека ти се многу излижани гумите. Можеш да кочиш или не можеш? Какви се тие гуми, како реков Мигор? Тие Специјални. се слик гуми, да, Така. специјални за надпревари, за тркачки надпревари. И како изгледа тоа кога одиш сега ти на трка и знаеш дека имаш најаката кола? Мене ми е тоа како на филм. Убаво ли е никогаш не може да ја чувството? има. Па најаката кој е прв. Не, во европскиот шампионат каде што настапуваме, моторите се пломбирани и само овластен механичар смее да ги отвара и Да да ги менува чепка. делови. Аха. И таму тие имаат пломби и никој не смее да ги... Толку се изедначени моторите, они 27 деца се во класа. Значи, до последен Нема круг никогаш големи не се знае. Да, не разлики. може да се избега некоја разлика голема да се направи, Так. некоја доминација некаква нема. Петар, за крај. Што си мислиш додека возиш? Мислам да победам. Да повеќе. Само тоа ти е во глава? Како да победиш? Пошто ја тоа што го видов немаш многу што да претркаш пред тебе. Но кога имаш некој да претркаш пред тебе, Се гледам он каде греши, јас да колку во просек трае една трка? дека 14 или 10 круга. 10 круга, а во време е тоа? По време зависи од која стаза, некаде е над минута, некаде е под минута, значи толку, околу Кратко. 13 минути, 14 зависи од напред. Петар, Формула 1 ли ни е целта? Да. Да? Натаму ли одиме? Спремни ли сте како семејство да ги пребродите сите ризици и искушенија за таков чекор? Добро, сега се реков Формула 1 има многу помали класи додека се дојде до таму, ама секоја класа е свој предизвик. Да, спремни. И многу откажувања, предпоставувам. Да, и сега се откажуваме многу работи. Да, најубаво би било да имаме спонзор, тоа што би било многу полесно. Али нормално го пратиме Питер, поддршка сме на цело семејство и сакаме да си го оствари својот сон. Така, сите за сонот на Петар. Да. Игор, за крај? За крај се надеваме дека ќе обезбедиме средства и дека ќе одиме напред. Така. Талентите секогаш пред се, но и да бидат забележани на време. Петар, ти посакувам сите петки. Се шалам. Уште многу успеси, нормално и петки. И нели повторно да не дојдеш, ама овде следниот пат со малку поголема кола, може? Така, ви благодарам уште еднаш. Благодариме. Александар повели со минутите за вестите во 16. Токму така, Анета, време е да ги проследиме најновите информации. Со вестите почнуваме веднаш по најавната шпица. Сите информации и факти што досега беа скриени, се она што другите го премолчуваа или не беа доволно храбри да го истражат. Бегство од правда, злоупотреба на моќ, судски лавиринти, криминал и нерешени убиства. Еден ТВ ќе ви ги обезбеди одговорите што секогаш сте ги барале. Наскоро, Македонски инсайдер на Еден ТВ.